Ќе ја разгледаме групата 1 како пример за правилото кое го следи периодниот систем. Во првата група се наоѓаат елементите литиум, натриум, калиум, рубидиум, цезиум и франциум. Ако се напише нивната електронска структура, веднаш се забележува дека тие имаат по еден електрон во надворешниот слој. Исто така, се гледа дека бројот на слоевите што го имаат е поврзан со периодата во која се наоѓаат во периодниот систем. Например, натриум има 3 слоеви и поради тоа се наоѓа во третата периода. Сите елементи во првата група се метали. Тие се меки метали, кои лесно може да се сечат и се уште помеки како што се оди надоле во групата. Но, немој да се обидеш да сечаш родиум или цезиум. Сите елементи се чуваат во садови во кои има парафин или инертен газ. Ова е поради нивната реактивност. Сите метали од првата група лесно реагираат со воздухот. Тие потемнуваат и го губат сјајот на воздух и реагираат побрзо како што се оди надолу во групата. Нивната реакција со вода е бурна и го следи истото правило. Зошто е тоа така? Поради две причини. Прво, тие лесно го испуштаат нивниот валентен електрон. Второ, колку е атомот поголем, толку полесно може да го испушти валентниот електрон. Затоа цезиумот е најреактивниот метал што го знаеме. Причината за ова е тоа што последниот електрон е оддалечен од јадрото и поради тоа лесно може да се испушти. Исто така, електроните од другите слоеви ја намалуваат привлечната сила на јадрото. Овој концепт се вика заштита. За да го разбереш ова, замисли дека завиткуваш магнет во хартија и потоа го користиш за собирање на шајки. Колку повеќе слоеви хартија, толку помалку шајки ќе привлекува магнетот. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.